Негувањето на традицијата, културата и обичаите е најважното и најисконското за еден народ. Токму од тие причини, за прв пат во соработка со Организацијата на жени на Газибаба, а со подршка на локалната самоуправа, ја организираа манифестацијата Етноденови Газибаба 2013. На Скопскиот саем голем интерес за учество на манифестацијата покажаа многу почитувачи на автентичното, домашното и пред се инвентивните и креативни луѓе, кои сакаа да покажат што се може да се направи. Учество на оваа манифестација оваа година зема здруженија од градот Скопје, од Републиката и имаме здруженија што се од соседна Србија, од Краљево и од Врање. Тука со нас се организација на жените на општина Крушево, Цвет од Крушево, од Прилеп, Мајка традиција и многу други здруженија и изработувачи на ракотворби од градот Скопје. Замислата на овој проект беше да биде традиционален, значи се она со што се негува традицијата. Присутен на Етноденови 2013-та и градоначалникот на Газибаба Тони Трајковски, кој не го криеше своето задоволство од поставувањето на ваква манифестација, која веќе ќе прерасне во традиција. Првите впечатоци се многу позитивни и од мене и од самите учеснички и сите оние кои што беа денеска тука со нас. Ова манифестација, како што напоменавте, за прв пат, но ние планираме и следните години да ја организираме, односно да стане традиционална манифестација. Во соработка со Организација на жени, општина Газибаба, денеска на Скопскиот саем имаат можност сите оние кои што во текот на годината изработуваат одредени рачни производи, овде каде ги промовираат. Видовме дека има голем број на луѓе кои што тоа го работат, а посебно веќе потенцирам дека општината е препознатлива по својата традиција, култура, по својата историја и голем дел од луѓето изработуваат производи кои што не можат на друго место да ги изложат и ова е убава можност. Обезбедивме бесплатни штандови, бесплатен е просторот овдека, нивно е само добра желба, добра волја да ги изложат своите производи, а воедно покрај изложбениот карактер има и продажен карактер, дел од тие средства можат понатака се искористат за купување на одредени репроматеријали и се она што ќе им биде потребно за понатамошно продолжување на изработката на тие производи. И како што напоменав, од самата реакција што навистина позитивно е прифатена од сите оние кои што беа присутни тука, ни е посебен и дополнителен мотив ова манифестација од година во година да ја збогатуваме и да ја прошируваме. Многу ракотворби, изработка на накит, вкусни домашни специјалитети и што ли уште не ги красеа многуте преполни штандови. Учесниците задоволни, воедно и горди на она што го презентираа на присутните. Јас ја представувам традиционално македонската кујна, македонска традиционална маса, инаку сум од Организација на жени на општина Газибаба, па би сакала повеќе да бидат активирани жените во Газибаба, не само во Газибаба и во другите општини, значи да ја представиме нашата кујна, иако е многу богата, можам да кажам секаде, значи во Македонија е различна кујната, така да убаво е кога би имало етно саеми и етно базари, како ние сега што го организираме жените од општина Газибаба. И можам да кажам дека денеска гледам и многу е богата, значи богат базарот, преубаво и би посакала до година да биде бар уште малку поопширно. Денешната презентација, како што можете да видите, се базира во два елемента, а тоа се етно производи, односно сувенирски дел, кој исто така го работиме во здруженијето и со работка со занаетлиите и со уметниците чии производи може да послужат во таа сврха, изработка на македонски сувенири, односно производи со македонски мотиви и воедно традиционалната храна, македонска храна, препознатлива. И во оваа ера на глобализација потребно е да човек остане свој на своето и да го сочува својот идентитет. Манифестацијата збогатена со уметнички дел во кој се представија учениците од Државното средно музичко училиште Илија Николовски Луј. Со македонски песни, симпатиите кај присутните ги освоија и гостите од Македонско-српското здружение од Краљево.
Идната година ќе биде уште поубаво, повесело и побогато, ветија од општина Газибава.